Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија ете ме донесе во Пелагоничката регија, поточно кажано во Битолското поле, во Могилската регија. Овој пат решив да прочитам низ оваа подрегија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости на оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во отарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите исторички епохи на целата своја територија, односно на целиот свој атар, од сите типолошки варијанти, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Ризницата на културното наследство на Македонија, создавана во текот на праисторијата, па се до почетокот на минатото столетие, опфаќа голем број на споменици кои припаѓаат на различни историски епохи и ги одразуваат плодните творечки идеи на ова поднебје, изразувано преку поединечни техники на творење, како живопишување, резбарање, иконопишување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање. Македонија поседува 7081 недвижен споменик, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 992 цркви и манастири со над 150.000 квадратни километри фреско сликарство, на 22.855 икони и 240 иконостаси, балдахини и владички престоли изведени во резба, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици и спомен обележја, 228 објекти од османличката архитектура, џамии, анови, амами, стари чаршии. Ктиторите, неимарите, живописците, копаничарите и верниците ги имаат вградено својата љубов и вера, својата радост и тага, своето знаење, своите вештини, своите стравови и своите желби. Меѓутоа, зад себе оставиле објекти кои што останале молитвен дом за верниците, но и прибежиште за барателите на утеха, неисцрпна инспирација за создавачите, како и неодмирливо одредиште за љубопитните и за љубителите на манастирската тишина, на манастирскиот мир и на спокојството. Македонските манастири представуваат центри, односно извори и сведоци на македонското православие. Тие зрачеле низ вековите со својата духовност, меѓутоа зрачат и денес. Со сето свое богатство, со сиот свој раскош и со својата убавина. Тие манастири представуваат предизвик за
истражувачите и со ширум отворени порти ги очекуваат да им ја соопштат вистината, да им ја откријат тајната која треба да биде запишана во македонската културна национална историја. Македонските манастири се гердан од бисери кои што гердан ја краси оваа наша прекрасна земја. Овие манастири, овие манастирски комплекси имаат своја специфична и уникатна градба, биле градени со повеќе катни конаци и со проширени и со издадени чардаци. Имале и своја слава, имаат и се уште своја слава, на која што слава луѓето од поблиските и подалечните места се собирале да запалат свеќа за здравје, да остават дарови за здравје, да се видат со блиски, роднини и пријатели, но и да се развеселат, се разбира. Овие манастири имаат и своја камбанарија. И таа камбанарија, оној глас што го пуштала, се разнесувал во околните места, ја пренесувал радоста на луѓето, меѓутоа често пати во деновите на робство ја пренесувал и тагата. Меѓутоа бил пренесуван и гласот на непокорот, на пркосот и на гордоста на македонскиот народ. Многу од овие манастири имаат своја специфична приказна, се одликуваат по тоа како се настанати по својата специфична архитектура, меѓутоа и по својата локација, која што обично била надвор од секаква цивилизација. Овие манастири со својата мистичност и со светата тајна представуваат уште поголем предизвик и поголем магнет за верниците. Нашите македонски манастири се вистинска и богата ризница, која што е богата со многобројни фрески, икони, резби, стари книги и ракописи. Тие се репрезенти на националното богатство и наследство и на нашата средновековна уметност. Националното богатство и наследство, културното наследство практично се создавани или од генерациите пред нас, или пак се создаваат во сегашноста, меѓутоа тоа наследство има специфична вредност и важност за луѓето и затоа мора да се чува. Културното наследство влијае на идентитетот, влијае на нацијата, влијае на местото, на регионот и на државата во целина. Јас само ќе споменам во услови на специфична идентификација на националната свест во 18-тиот и во 19-тиот век. Како најголеми афирматори на нацијата се токму многобројните неимари и градители, копаничарите и изографите, кои што со своите неверојатни дела се вистински репрезенти на македонскиот гений. Сакам да потенцирам и една друга работа. Манастири се градели низ вековите наназад, меѓутоа се градат и манастири и цркви и ден денес, зашто сведочат многобројните нови манастири кои што зрачат со својата духовност и убавина. Она што е изградено вчера, како што се вели, треба да се чува денес, да се негува, за да го чуваат идните генерации. Или она како што е изреката вчера, денес, утре, од нив за нас, од нас за нив. И се така во вечна спрега. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. Во 1980 година во списокот на споменици под заштита на УНЕСКО е внесен и Битолскиот регион, а како негов составен дел е и Могилскиот регион. Могилскиот регион е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија, имајќи ги предвид богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности кои на регионот му даваат посебност, единственост, репрезентативност,
автентичност, со нивната зачуваност, разновидност и интегралност, создадени се можности регионот да представува добро од највисоко национално значење со универзални вредности за човештвото и неговата историја, култура, уметност и наука. Могилскиот регион, како споменична целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби, кои ги имаат карактеристиките на културното наследство од исклучително значење. Како една од најстарите човекови населби на овие простори, таа представува ретко архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Оваа област, формирана во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, во изминатиот период се издигала и развивала во една карактеристична хармонија. Од устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи, кои датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, се дознава дека во оваа регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои тврдат дека оваа регија била населена уште пред 4000 години пред нашата ера. Минатото и сегашноста на Могилскиот регион е премногу за да може да се види со еден поглед. Со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на могилскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во могилското битисување, испреплетени за превезот на времето. Могилската регија, како дел од Македонија, македонската култура и македонскиот дух е преполна со остатоци од милениумска одисеја на жителите од овој крај, од нивното прво биолошко и творечко културно појавување, па се до денес. На незиниот простор тлее материјален културен комплекс од времења, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинато милионумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се изгубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот зафат. Цивилизација во Могилската регија имало уште од праисториско време, каде што ваторот на Могилскиот регион се наоѓаат 30 археолошки локалитети од сите историски епохи, од сите типолошки варијанти, од праисторијата, од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, меѓу кои најпознати се арапски гробишта во селото Будаково, Арматуш во Дедебалци, Бел камен Еленик во Мојно, Бела црква во Ношпал, Бели камења во Долно Српци, Буруница во Будаково, Василичини гробишта и висови во селото Долна Чарлија, Воден дол, Греббечка река и градиште во Беранци, градиште во Дедебалци, Ерековски ливади во Добрушево,
Михале во Свето Тодори, мученици во Лознани, Ораѓе во Горна Чарлија, Орајче во Мусинци, како и 22 тумби во 22 населени места во општината Могила. Могилскиот регион 12.000 години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестините, енгелеаните, дасаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпоите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик, македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите. Цивилизацијата во Могилската регија поврзана е и со Хераклеја Линкестис, основана кон крајот на 4 век пред нашата ера од страна на кралот Филип II Македонски, чии остатоци од материјалната култура од старомакедонската фаза на животот археолошки не се доволно истражени на просторот на оваа регија. Цивилизацијата во Могилската регија е поврзана и со царскиот пат, познат како Вија Игнација, по кој за последен пат по него во окови поминал кралот Персеј со кралското семејство, аристократијата и освоените богатства по освојувањето на Македонското кралство од страна на Рим по битката кај Пинда во 168 година пред нашата ера, кој пат е граден 44 години, чија градба се поклопува со ширењето на Римското царство кон исток. Цивилизацијата во Могилската регија продолжува како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима. Цивилизација во Могилската регија е поврзана и со христијанството, каде што според археолошките наоѓалишта на остатоци од христијански храмови било примено уште во првите векови и со населувањето на овие простори на славенското племе Брсјаци кон крајот на 6 век, како и со мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Аарон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самуил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските цареви, царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урос IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја.
Животот во Могилската регија продолжува и по 1395 година, кога започнува најтешкото робство на македонскиот народ, кое трае 5 века, поточно речено 517 години до 18 октомври 1912 година, со конечниот пораз и пат на феудална Турција, чии векови биле проследени со напади, грабежи, тортури, насилија, пустошења, раселувања. До 1636 година владетел со Могилската регија е Ибрахим Паша, потоа владавината со населените места од оваа регија му припаѓала на Мехмед Челикбек, за да со посебен султанов берат целиот имот на селаните преминува во рацете на неговите синови. Руралните населби од Битолското поле, каде што припаѓала и Могилската регија, биле под управа на Битолскиот вилајет, а Могилската регија во тоа време била засебна нахија, а селото Путурус било одредиште на дел од тогашната власт, каде се наоѓале заптиите со цел да се контролира христијанското население. Иако речиси во сите села во оваа регија за време на турското владење се градене мухамедански верски објекти, сепак мнозинството од населението било рисјанско, каде што благодарејќи на црквите и манастирите и ќелињите училишта кои биле сместени во манастирските комплекси, населението го задржало фолклорот, етнологијата, обредите, обичаите, народната култура, носиите и мајчиниот македонски говор. Историското минато на Могилската регија е поврзано и со предилинденскиот и илинденскиот и поилинденскиот период, преточен во револуционерното движење и илинденското востание, каде што на овие простори делувала полската војводска тројка Димче Могилчето, Трајко Кралот и Јон Димов Пашата. Во последните 2 века од турското владење, како низ Македонија, така и во оваа регија, минувале разни емисари од соседните балкански држави, Србија, Грција и Бугарија, дури и од Романија. Како резултат на сето ова, на територијата на Могилската регија биле формирани вооружени српски, бугарски и андарски чети и заедно со турскиот аскер, турскиот башибозук, сториле неброени жестоки напади, колежи, палежи и масовни убиства. Според турските записи, во овој временски период во Битолската околија престојувале околу 12.000 четници, контрачетници и андарди. Поради тоа, селата се повеќе се разречувале, мештаните биле приморани да го напуштат своите родни огништа. Поимотните во градовите некои успееле да отворат дујчани анови, додека посиромашните кулучеле и регатувале кај богатите трговци, грци, власи, турци и евреи, како џидари, бојаджи, кројачи, самарџи, колари, казанџи, пекари, коњари, пушкари, други како мевлеџи, а трети заминувале на печалба во Турција, Бугарија, Србија и во други поглавни градови на Балканот, дури и во Иран. Во првата деценија на 20 век, народот во оваа регија и натаму останал национално обесправен, економски експлоатиран,
не само од српската, туку и од македонската буржуазија, каде што се јавуваат големи земјопоседници и индустријалци. Старата отоманска власт била заменета со нова туѓа власт. Могилската регија се до 1941 година потпаѓала под кралството Југославија, поточно кажано под Новачка општина, каде што во текот на 22 години се менувале председатели, писари, порезници, главно срби, специјално дојдени да вршат асимилација на македонскиот народ. Во 1941 година од страна на германско-бугарската фашистичка армија од 22 могилски села во заробеништво во Германија испратила околу 400 селани. Сето ова довело до зголемување на отпорот на населението против неправедната власт и масовно вклучување во партизанските одреди, каде што голем број ги положија своите животи на ударот на слободата за Македонија. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја општина Могила. Посети ги селата во оваа регија, кои молкум шепотат скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја состојната судбина од раскошен мир и немир во исто време, необјаснливо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитена и распослана со безброј убавини на сите страни облезена во сончевина, простор во кој се слушаат звуците на музите од минатото и реткиот звук од кавалот од понекој овчар кој оддава впечаток на жално певање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. И пак ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христа, со која биле подигнати преубавите камени базилики, темелени врз тврстата карпа на вечен простор, во кој одекнуваат звуците на битките од минатите војни, непокорот на македонецот низ битот и желбата за опстојот во ова действена недопрена природа на општина Могила. Bye.